Драги браќи и сестри, добро утро. Слава на нашиот Господ што и ова утро ни го подарува, ни овозможува да бидеме овде, ни дал здравје, ни дал живот, сили, да можеме да се собереме и одново да застанеме пред Неговото лице и да го прославаме Неговото име. Овие денови вака размислував и секој би сакал да ја знае вистината. Од каде сме, што се случува, што ќе се случи, но зошто сакаме да ја знаеме вистината? Чисто да ни биде појасно, да ја следиме вистината, или пак има некој што воопшто не ги интересира. Што ќе биде? И така си размислував што е причината зошто луѓето не сакат да ја следат вистината. И за мене има три важни точки на кои луѓето најчесто се задржуват. Ние може да ги броиме и повеќе, но тие три се страв, срам и себеправедност. И тоа е пречка, или тоа Сатаното го користи за да не спречи да ја следиме вистината. Синоќа така разговаравме, бевме една група така соберени, разговаравме и темата беше за еден човек кој условите за живот му беа тешки и така разговаравме дека има решение за тоа, дека може да се најде решение, само треба нешто да направи. И тој беше упорен и на крај знаеш кој беше неговиот одговор? Јас си знам. Нема што вие да ми давате на мене памет. Ако сакате, може пари да ми дадете, ама памет да не ми давате, и јас си знам. Иако не беше во право, иако немаше основа неговото тврдење, но тој велеше јас си знам. Таа човечка гордост или самоправедност ни смета да можеме да ја прифатиме вистината. А која е вистината? Господ Исус Христос. Нема друга вистина. И ако ние ја дознаеме вистината, ако ние сме сигурни во тоа дека тоа е вистината, тогаш што треба да правиме? Треба да ја следиме. Треба да се држиме до вистината. Не треба да бегаме од вистината. И затоа Бог ни е оставил Библијата, бидејќи денеска има многу религии кои учат нешто. Ги насочуват луѓето во некој правец. Може би зборуваат добро, вака за слушање, но нивниот пат е погрешен. И затоа ние, ако не се споредуваме или ориентираме според Библијата, нема да одиме по вистината. И затоа Исус рече: одете по мене, следете ме. Ако сакате да стигнете на вистинското место. Ако не ме следите, вие ќе залутате, вие ќе бидете во погрешен правец и нема да стигнете до. Затоа и ние кои денеска се собираме овде, денеска слушаме о Словото, треба тоа Слово да го практикуваме во нашиот живот, да го следиме и така да живееме. Да ја оставиме својата праведност на страна, да го оставиме страдот, бидејќи Словото вели страдот е од Сатаната, не е од Бога. Да го оставиме страдот, бидејќи Словото вели оној кој се срамува од мене,
тогаш Бог ќе биде со нас, тогаш Бог ќе не води, ќе не чува и сите негови обеќања ќе ни бидат при нас во рака, затоа што Бог се грижи за своите. Затоа и ова утро сме овде да го слушаме Божието Слово, да се нахраниме од него и да го славиме Божието име. Ќе започнем таа служба со песната број 360. Вера ти ми даде Боже, но и дела дай ми ти. Песната број 360. Stop.
10, първият псалм. Кој живее под закрилата на Всевишниот, тој престојува во домот на небесниот Бог. И ќе му рече на Господ: Ти си мој застапник, ти си моје пребивалище, мој Бог, и на тебе ќе се надевам, зашто тој ќе те избави од стапицата на ловецот и од чумата погубна. Со блеките своји ќе те осени и под крилета негови ќе бидеш во сигурност. Неговата верност е штит и одбрана. Нема да се уплашиш од ноќен страв, ни од стрела што лета дење, од чумата што пустоши во темнина, од зараза што го пустошува напладне. Покрај тебе ќе паднат 1000 и 10.000 десно од тебе, но до тебе нема да се приближат. Само ќе гледаш со очите своји и ќе гледаш казната на нечестивите. Зашто Господ ти е заслониште, надеж моја, Всевишниот го избра за своје прибежище. Зло нема да ти се случи и неволја нема да се приближи до шаторот твој. Затоа што ќе им заповеда на ангелите своји за тебе, да те чува на сите патишта твои. Ќе те понесат на раце, да не ја сопнеш од камен ногата своја. На отровница и на змија ќе награзнуваш, лав и змеј ќе згазвуваш. Бидејќи се надеваше во мене, и ќе го избавам и ќе го заштитам, зашто го позна името мое. Ќе повика кон мене и ќе го чујам. Со него ќе сум во неволи, ќе го избавам и ќе го прославам. Ќе му дадам многу денови и ќе му го јавам спасението од мене. Амин. Секој оној кој е Божје дете, тие обеќања важат и за него. Нека да се исправиме да го знаеме. Фала ти, Татко, ти си прекрасен, за тоа што твоите грижи кон нас е преброени. Ние не сме свесни колку си ти добар, колку си ти милостив, колко е твоята љубов кон нас, колку големо е твоето трпение кон нас, бидејќи ти си постојано загрижен за нас. Ти дори обекаш дека ангелите ќе ги пратиш да не чуваат, да се грижат за нас, да не се сопнеме, да не паднеме, непријател да не напаѓа и да не уништува. Господи, ти ги обекаш секоја можна заштита. Ти, Господи, покажуваш дека навистина ти значиме многу. Ти благодараме, Господи, бидејќи ние не сме свесни и нашиот ум не може да го свати, да го разбере тоа каква е добрина. Овој свет не може да разбере, Господи, колку ти си направил за него. Дека го даде својот син на крстот да биде распнат, да умре, за да може да бидат платени нашите гревови, бидејќи ние со ништо не можеме да ги отплатиме. И Господи дозволи со него да се испејува, дозволи да биде рубен, да биде тепан, да биде мачен, да биде распнат. Татко небесен, сето тоа ние го заслужуваме. Сето тоа на нас требаше да биде направено. Но ти за тоа што не сакаш, за тоа што се грижи за нас, го даде својот син. Таа света крв да биде пролејана за нас. Еднаш за секогаш. Господе, ти благодариме од се срце и помагај ни да можеме да те следиме. Помагај ни да можеме да живееме од твојата воља и за твоја слава. Да не гледаме на тоа што е пред нас, да не гледаме на тоа што светот ни го нуди,
бидејќи за цело тоа стои со коната, кој сака да не примамува, кој сака да не удалечува од тебе. И затоа доаѓа со страх, да не уплаши, доаѓа да не изсмејува, да се засрамуваме. Господе, помогни ни да не се возгордеваме, но да се понижиме пред Твоите нозе, бидејќи Ти си вистината, Ти си мудроста и никаде на друго место ние не може да го најдеме тоа. Татко, те молиме и ова утро, Ти зборувај од Твоето Слово преку нашиот брат. Ти изборувај, Господи, и дај тоа што ни е потребно за нашите души, за нашите срца, за нашите умови, за нашите тело. Господе, благослови и секој еден кој е овде и секој еден кој слуша, секој еден кој гледа, нека да биде благословен преку Твоето Слово. Благослови нашиот народ, нашето село. Господи, дај тие кои те барат да можат да те најдат, да можат, Господи, да добре тоа Слово да нив, за да може да ги отворат срцето за Тебе. Нека е слава на Тебе, Господи, во името на Исуса Христа. Амин. Тя е втората песна, 367. И неми зборови да нема. А какви треба да има? Кога пееме да размисламе за тоа, ако немаме неми зборови, какви зборови треба да има во нашите уста. И како ние треба да зборуваме. Ќе испееме 367. Amen.
поздравени от нашия Господ и Спасител Исус Христос, што ова утро сте овде. Само сакам да поздравам изяви кои се од Шведска овде дојдени и ни е мило и пријатно што сте тука, што можеме да видимо много заедно, да се радуваме и да славиме Бога. Го поздравам и нашиот брат кој ова утро ќе им служи од Словото, Давид Бансториев, скоро пошли. Оди рече дека не можел да се изкаже, дека сега има можност отново да се изкаже. Го повикам да ни послужи със Словото и нека Бог благослови Словото на нас. Добър ден от мене. Аз можем да се изкажем, само че не трябва много време. Това е разлика. Ако имате Библия пред вас, можете да отворите до Евангелието от Лука, 4 глава, и да прочитам от 1 до 12 стих. Значи Евангелието от Лука 4 до 12. Изпълнен со Дух Свети, Исус се врати от Йордан и беше отведен от Духот во пустиня. 40 дена го изслушуваше дявол. Во текот на тие денови не ядеше ништо, а кога измина тие, најпосле одладе. Тогаш му рече дявол: ако си син Божи, кажи му на овој камен да стане леб. А Исус му одговори: напишано е, дека не само со леб ќе живее човек, туку и од секој збор Божи. Потоа дяволот го одведе на висока планина и го ги покажа сите царства во свет. И му рече дявол: тебе ќе ти ја дадам сета оваа власт и нивната слава, зашто мене ми е предадена. Ја давам кому што сакам. Ако ми се поклониш, сето тоа ќе биде твое. Но Исус му одговори и рече: бегај од мене, Сатан, зашто напишано: на Господ твојот Бог поклонувај му се и единствено него служи. И го одведе во Јерусалим и го постави на средата од храмот, па му рече: ако си син Божи, тврди се одовде долу. Зашто е напишано: на ангелите своји ќе им заповеда за тебе да те зачуваат и на рацете да земат, да не се сопнеш ногата своја на камен. А Исус му одговори и рече: кажи му да изкушувај го Господ твојот Бог. Откако дяволот заврши со сите искушенија, се оддалече од него за некое време. Прво, драго ми е што и денеска можем да видам помеѓу вас и како што може да видим во текстот не говори за искушенијата кои Исус ги помина. И ние секој ден се соочуваме со искушенија. Барем верниците треба да се соочуват со искушенија или тестови. Зборот на оригиналот не го читаме за искушенија е ист како и тест. Само што разликата е дека искушенијата доаѓаат од ѓаволот, а тестовите доаѓаат од Бог. Во Јаков, 1 глава, само да ни биде јасно, 12 стих, вика: блажен е оној човек кој издржува искушение, бидејќи откако ќе биде проверен, ќе добие венец на живот, што Господ им го ветел на оние кои го сакаат. Ниједен кога е во искушение да не вели Бог ме искушува. Бидејќи Бог со зло не се искушува. И тој никого не искушува, но секого го искушува неговата похота која го влече и мама. Потоа похота, откако ќе зачне, раѓа грев, а гревот извршен раѓа смрт. Не мамете се, браќа мои возлюбени, секој добар дар и секој совршен подрав идат од Господ. Симнувајте се од Отецот на светината, во кого нема промени и сенка од истина. Секој добар дар доаѓа од Господ. Секое искушение, секоја лоша работа што става пред нас, доаѓа од похлебата, од грешната природа која што е во нас,
изкушуван. Знаеме ли дека Исус е Бог, но исто така Исус е потполно и човек. Потполно Бог и потполно човек. И сите изкушения, сите тестове, с които Исус поминуваше, беа и за наша потврда дека е ист со луѓето и дека можеме да се надеваме на Него и да имаме заедништво со Него и да имаме вечност со Него. Има многу голема разлика во тие работи. Друга работа е дека наша човечката природа е грешна природа. И кога ние сме изкушувани, кога сме ставени пред тие некои работи, самата наша натрешност или не тера да направиме нешто што не е добро и спротивно од Божиот збор, додека Исус таа натрешна желба не постоеше кај него, не постоеше некој навик однатре да може да сака нешто што е зло. Не може он да сака злото. И сите изкушенија кои што беа ставени пред него, беа ставени надворешни однатре доаѓа, за да биде примамен на некој начин. Или стане појасно кога ќе го разгледаме текстот. Пред да почнеме, Евангелието во Лука, Марко, Матеј и Јован, на почетокот ни кажуваат како е станато зачнувањето на Исус, како ќе дојде Месијата на светот. И поголовно во Евангелието на Лука е потврдено дека тој е Божи син. Дека Исус Христос е Божи син. Тоа можеше да се види кога ангелот Гавриел и им е соопшти веста на Елисавета и на Захарија, дека нивното дете, кој што ќе се роди, Јован Крстител, ќе биде наговестител за Месијата. И онова е на потврда, значи, од ангелот према Елисавета и према Захарија. После тоа истиот ангел беше се јавил кај Марија и беше кажал дека детето кој што ќе го роди е син Божи, ќе биде зачнат од Светиот Дух и ќе биде Месија, ќе биде ослободител, ќе биде откупителот за гревовите на луѓето. Имавме потврдата од пастирите. Кога беа вечерта кога се роди Исус, ангелите дојдоа кај пастирите и пастирите доставаја на Бог, доставаја на Исус, пребеа за сите таа радосна вест меѓу другите луѓе. Имаше потврда исто така и од мудреците, кои дојдоа од Исус, кога му се беа поклонили на Исус, дека Исус е Божи син, дека е Месијата, дека е облекен. После тоа Симон и Ана во храмот сведочеа за Исус, дека тој е облекен. Јован Крстител во неговата служба, значи на реката Јордан, говореше за покаяние, проповедаше за покаяние и говореше на луѓето мислеа дека тој е Месијата, но тој велеше: јас сум само глас за тој кој што иде по мене. Не сум достоен на обувките да ме заврзам. Значи, иде поголем од мене, иде јавното Божие, кој што ќе биде откупител за гревовите на луѓето и кој што е Месијата. И знаеме кога Исус дојде да биде крстен пред Јован, имавме и друго сведоштво дека тој е Синот Божи, дека тој е Месијата. Тоа беше сведоштвото од самиот Бог. Кога небото беше отворено и кога гласот од небото кажа: ова е мојот возлюбен син, со кого јас сум задоволен. И Светиот Дух беше слегнал на Исус во вид на кулал. Имавме цела таа потврда, значи пред да се случат тие искушенија, дека Исус е Месијата, дека Исус е Божиот син, дека Исус е облекениот Месија, кој ќе ги спаси израелците, или во духовна смисла духовниот Израел, дека ќе ги спаси неговите луѓе од гревот. Ние имаме таа потврда, значи и од ангели, и од Марија, и од Захарија, и од Елисавета,
и od mudrici, i od pastiri, sami od Bog, koji što neko vika дека Исус Месија. И многу луѓе беа сведоци кога Исус беше крстен. И кога ги вида сите тие знаци, кои што беа кажани. И Исус, исполнен со Светиот Дух, нигде се врати од Јордан и беше одведен од Духот во пустиња. Исус, кога отиде во пустињата, беше исполнен со Духот Свети. Во Матеј и во Евангелието по Марко не е дадено само друг опис само. Може да се споредите Матеј 4 глава и Марко 1 глава. Таму пишува. Но Исус не беше одведен во пустињата од ѓаволот. Не беше одведен во пустињата од некој друг, беше одведен во пустињата од Светиот Дух. Буквално тоа значи како да биде фрлен, ајде се, оде таму на тоа место. И таму, во таа пустина, беше 40 дена искушуван од ѓаволот. Цели 40 дена е бил искушуван од ѓаволот. Не се запишени другите искушенија, не се запишени другите работи кои што се биле ставени пред Исус, ама знаеме за 3 кои се биле поставени од него. И во текот на тие денови Исус не јадеше ништо, а кога измина тие најпосле облак. 40 дена да биде без храна. Знаеме во Стариот Завет и Мојсија и Илија има постено 40 дена и не се има храна. И тоа е долг период. Долг период е да се биде без храна. Сега. Пустињата, обично кога ќе се замислени сега, знаеме дека тоа е пусто место само пример, или кажува дека е пусто место, место каде што нема население, место каде што не може да се најде вода, место каде што нема сенки, нема пријатно место за одмор. Пустиња каде што во барем Израел, Палестина, во тој дел, значи каде што има диви животни, диви отровни змии, отровни шкорпии, зверови, во вид на лисици, којоти, волци, диви свини, изолирано со камења, каде што не може да се најде и вода, и Исус од Духот Свети е однесен во едно такво изолирано место, каде што нема жива душа. Или ние, како што знаеме на руски да се кажеме, и пилене не е. И во таа пустина, он беше искушуван од ѓаволот. 40 дена, без да јаде, без да пие. Исус, совршен човек, свет Бог, кој што заслужува да биде во царска палата, заслужува да биде славен, заслужува да биде во градина каде што тече мед и млеко, но тој ова ситуација е поставен во пустина. Адам, кога беше создаден, Адам беше поставен во супер услови. Еденската градина ни е запишена во Библијата дека имаше се. Води од сите страни, зеленила, мир, животни, дрва, плодови, колку што и душе сака. И им беше заповедано само една работа, да не јадат од дрвото на познавањето на доброто и на злото. И во тие убави услови, каде што имаме се, нели, Адам и Ева беа погрешили. И ние го имаме наследено гревото. Нормално е, кога имаме убавите услови, да кажем, или човекот да не посакува нешто лошо, да не посакува нешто што не е убаво, да не посакува да биде задоволен со сето тоа што го има, а нормално е, например, кога сме во пустина, кога сме изолирани од се,
кога сме обрушени со диви животни, кога сме обрушени со огромни змии, кога сме обрушени со шкорпи, да проколнуваме, да викаме, да кукаме, да се жалеме и да тереме нели нешто по-добро да ни види од сето тоа. Адам во Едемската градина сгреши и не ги послуша Божите заповеди. Додека Исус во пустињата го победи искушението. Това скроз различна контракция. А знаем во Римјаните не запишено дека Исус е вториот Адам, и по кој луѓето ќе бидат спасени. Тоа што првиот Адам не можеше да го исправи, тоа е вториот кој што и го исполни целиот Божи закон. И искушено во тие места, едно од искушенијата кои што ѓаволот во превод може да значи измамник и ни е запишен дека и отец на лажи, на народ. И тој ѓавол, тој измамник, тој преварант, уште по-добро да кажеме, доаѓа кај Исус и сега му вика: ако си син Божи, кажи му на овој камен, или во Матеј е запишено камења, да стане леп, да стане леп. Ако си, во преводот по-добро би било, кога веќе си син Божи. Или кажаме порано дека имавме декларации, имавме објави дека Исус е Божиот син. И ѓаволот добро знаеше кој е Исус. Ѓаволот добро знаеше кој е Исус. Знаеме дека он беше и во небото, пред да падне, и дека е бил водещи ангел, и дека неговата гордост е дојдена до тој степен да каже: јас не сакам зошто да го слават на Бог, па нека не слават мене. И од таа страна нека има паднато мене и завршени други ангели, демони со мене. И тој ѓавол знае многу убаво кој е Исус. Како царство има на небото, како владее, дека се е створено преку него, дека се е создадено преку него, дека се имаме преку него. И тој ѓавол му вика: сега, кога веќе си син Божи, зошто да гладуваш? Зошто да гладуваш? Ти си Бог. Значи можеш, кажи му на каменот, нека стане лед, најади се и готово. 40 дена сега ти ќе бидеш без храна. А можеш да се создадеш храна, можеш да се создадеш вода, можеш да ги направиш сите тие работи, можеш да се направиш чудо. Но Исус во Филипјаните втората глава не е запишено, кога дојде на таа земја, он своеволно ја остави својата слава, своите божествени атрибути, својата божествена сила да биде подчинета под таткото. Да не прави ништо на своја рака, него во се да ја извршува Божјата воља. Во Евангелието по Јован саме да стига да читаме 14 глава. 31 стих. Но за да разбере свето дека го љубам Отецот и како што ми заповеда Отецот, така правам. Станете да си одиме од овде. Како што ми заповеда Отецот, така правам. На 100 пати ни е запишено дека Исус прави тоа што Отецот сака во него. Во Јован 6 глава 36-37 стих таму пишува дека е дојден да ја извршува Божјата воља, да ја извршува волјата на неговиот татко, да не ја користи својата божественост, да прави тоа што он сака. И сега ѓаволот кога доаѓа и му става тоа искушение пред него, му вика: ти си Бог, можеш да му кажеш на каменот да стане лед. Најади се, не треба ти да страдаш, како може Синот Божи да страда и да биде доведен во пустина и да нема лед да јаде. Се со цел да се оттргне од волјата на Таткото. А знаеме која беше мисијата на Исус Христос. Мисијата на Исус Христос не беше
да користи своята божественост на начин, на който Он сака, него мисията на Исус Христос беше да дойде и да биде раснат на кръст за грешни луѓе како нас. За ние да можем да бидеме откупени преко Него. За ние да може да бидеме откупени преко Него. За ние грешните луѓе да бидеме помирени со Бог и да имаме заедништво со Него. И кога ќе дојдат изкушения, кога ќе дојдат тестови, да знаеме да се отбраним. Да бидеме послушни на тоа што Бог ни го вели во Библијата. Нема лошо ако Исус направи леп. И знаеме дека сите знаеме случајот на кога Исус со 5000 вериги беше нахранел повеќе од 5000 мажи само. Не ги вклучуваше туку и жените, не се вклучени и децата. Значи, огромно мноштво на луѓе има направено. И Бог има направено чудо, тој леп да се размножи и да бидат нахранети, но тоа беше по волја на Отец. Не само Исус да прави тоа што сака. Најлесно е некој кој ќе биде некој кој е на власт да го искористува својот авторитет за да му биде угодено, да му биде служено, луѓето да му се тресат, но многу малку луѓето кои што се на власт на некој авторитет знаат да бидат и слуги. А Исус баш тоа го направи. Дојде да ни служи на нас, грешни луѓе. Направи си леп. И лепот сам по себе не е грешен. Лепот сам по себе не е нешто лошо. Јадењето не е лошо, не е грех. А Исус му одговори: напишано дека не само со леп ќе живее човекот, туку и од секој збор Божи. Во Вториот закон, 8 глава, 3 стих, Исус цитира таму дека човек не живее само од леп. Ние не живееме за тоа што јадеме леп. Ние живееме за тоа што Бог ни дава леп. Има голема разлика. Има голема разлика. Бог е тој кој што дозволува ние да имаме храна. Бог е тој кој што дозволува да врне дожд. Бог е тој кој што дозволува семето да расте на нивата. Ние не живееме за тоа што ќе го јадеме лебот, ама живееме за тоа што Бог е одлучен да ни даде леп и да ја згрижи нашата душа. Напишено, не се живее само од него, не се живее од физичката работа, се живее од тоа што се зависен од Бог, се живее од тоа што се зависен од Божиот збор на неговото обеќање. Тоа е живот. Божиото обеќање кој тој го има дадено за неговите луѓе. Во Библијата знаеме, во Матеј 6 глава е запишано: не грижете се што ќе јадете, што ќе пиете. Птиците небеси ако имат храна и полските цвеќиња ако изгледат толку убаво, колку повеќе Бог ќе се грижи за неговите луѓе. Но барајте го најнапред Царството Божие. Барајте го најнапред Божието Царство. Барајте Христовата правда. Барајте Христовиот збор да биде жив во вас. Да бидеме зависни од Христос. Ние, христијаните, често пати забораваме кој е нашиот извор, забораваме кој е нашиот створител, забораваме од кој имаме себе. И често пати паѓаме, може би по тие искушенија, да бидеме задоволени некои наши потреби, нашето сластолюбие, или дека мораме нешто да правиме, мораме нешто да постигаме, или ако нешто немаме, дека нешто не е во ред, ако е болен некој, сега Бог не те сака, ако ти Исус си син Божи, со други зборови, сега во пустињата таму, кога веќе си син Божи, Бог не те сака да ти дозволува да бидеш гладен. Ако ти си христијанин, Бог не те сака
Зошто ти да бидеш болен ако си християнин, ако веруваш во Исус? Или зошто ти да бидеш беден ако ти веруваш во Исус? Или зошто ти мора да страдаш ако веруваш во Исус? Или мора да имаш проблеми во твоето семейство ако веруваш во Исус? Како на еден начин, така ако веруваш во Исус, се трябва да ни биде супер и убаво и да нямаме никакви страдања. Исус това не го бе. Исус страдаше, Исус имаше борба и християните имат борба. Но това не е ограничило Божията любов, която Он не има у нас. Не е ограничена Божията любов. Не е ограничена с това, що ние помилуваме ли с някой работа. Божията любов и милост е секојдневна кон нас луѓето. Ни дава и повеќе отколку што заслужува. Затоа каква е нашата природа и какви сме ние сите заслужуваме да бидеме фрлени во пековите. И сите заслужуваме вечно да бидеме отворени од Бог. Заради еден грех кој што ги имаме направено. А Божјата љубов е во тоа што Исус Христос се даде сам себе како жртва откупна за мене и за тебе. За мојот грех, твојот грех, да биде ставен на Исус и со неговата смрт и со неговото воскресение ние да имаме вечен живот во него. И Исус кога вика на покаяние, повикува да се отргнеме од злото и да ни следиме него. Покаянието е това. Не можем да викаме жал ми е, а утре да продължим да ни правим истинна работа. Покаянието е това ваше обраќање скроз промена, целостна промена, да бидеме фокусирани на Христос и да го следиме него. Човек го живее од секој збор Божи. Християнинот треба да верува во тоа што е запишано тука во Библија. Християнинот треба да се подчинува на зборовите кои се недадени во неговото слово. Християнинот треба да ги исполнува работите кои што Бог ги сака во нас. Не од страх, не од славолюбие, што беше кажано претходно, него од љубов кон нашиот Бог. Од љубов, затоа што Он прв нас не засека и ни го покажа на љубов на крстот. За ние да можеме да бидеме откупени, помирени, спасени преку него. Напишено, Исус го искористи Словото, за да се отбрани од ѓавот. Ние денеска некој пат знаеме да кажеме пише в Библията, ама. Не можем да ги докажем на луѓето. Трябва да направим нещо во заедница, трябва да проповедаме, трябва да извършим некои работи, трябва да се соочуваме со црквена дисциплина, трябва да укориме некој, трябва да ухабриме некој. Ама што ќе кажат луѓето? Ама тај не се мене, ама тој има или има икс причини. Сега, Бог е по-силен, Исус е по-силен, на кој се надеваме, или луѓето, на кој што треба да им угодим или се плашим. Исус беше го заедничко со таткото и го користеше Божиот збор, за да се отбрани од сатаната. От друга страна беше користен Божиот збор, кога проповедаше и ги вршеше сите чуда и целата негова мисија да ја беше тука. Го користеше Божиот збор. А за жал, денеска имаме много така наречени християни, кои што не ни отварат Библија. Не ни отварат Библията, не ни читат, и стои само в витрините. По-рано, не знам, старите, може да имате чудо и пари на нея, или икс причини, како и да е,
стои на некое место, а християнин е, а не знае што Божиот Збор ни кажува. Напишано е, не се живее само од него, туку од секој Збор Божи. И дјаволот кога го одведе на висока планина и му ги покаже за нив сите царства во светот. Не знам на која планина, не знам на кој точно место, и му беа покажани сите царства. Царот на царевите заслужува да има палата, не? Царот на царевите заслужува да биде во убаво место, да има удобен кревет. Сами Исус беше положен во јасли, во место каде што животните јадат, живееше во Назарет, запуштено место во Галилеја, сиромашен, нели после во неговата мисија од куќе на куќе, често пати и надвор од покрив на главата, во кораб и спиеше. Сега, не е нормално, пак ќе кажеме, цар на царевите да биде изолиран и да нема своја палата. Ајде, Исусе, веќе ти кога веќе си син Божи, поклони ми се, јас ќе ти дадам сите царства, па ти можеш да си правиш после тоа. Народот ќе те славе, народот ќе те сакае, ти биде убаво. Исус му одговара: бегај ме на Сатана, напишано на Господ твојот Бог поклонувај му се и единствено Него служи му. Не поклонувај се на други богови. Првата заповед е: немај други богови освен мене. Израелците поминаа низ пустињата 40 години. 40 години Бог им даваше мана од небото. 40 години они јадеа храна која што Бог им ја даваше. 40 години беа обезбедени слобода. И пак се жалеа, и пак наоѓаа причини да не бидат задоволни од Господ, и пак си наоѓаа нешто само да мрчат и да кажат: ни фали, подобро ни беше во Египет. И дури беа направили златно теле во пустињата, на кој што му се поклонува, го нема Мојсей, хајде не само да се направиме Бог. И знаеме низ историјата на Израел дека многу цареви, кои што се биле порано, паднаа во идолопоклонство, поклонувајќи се на други богови, поклонувајќи се на богатство. Јас ќе бидам славен, јас сум моќен и сите треба да ми се покоруват. Поклонувај му се само на Бога. Дјаволот може да ни даде или да даде на него и богатство и само за да биде отргнат од Бог. Ако сега го примерно там во Лука, кога се запише нисто богатиот човек кој ги посеја нивите и кој беше жнел се, си кажа: јади души, пи уживај и му сеја доволно. Му беше кажено уште вече, ќе ти ја земам душата. Џабе ти е да добиеш целиот свет, ако душата своја на крај ја изгубиш. Џабе ти е целото богатство на овој свет, ако ти не го имаш Христос во себе. Ќе се поклониш на ѓаволот, ќе паднеш под искушение или да имаш удобен живот. Многу за жал ги завршуват на тој начин, не сакат лесно да стигнат до некој богатство, каде што ќе почнат да се занимават со разни криминали и после некој друг им е крив за сето тоа. А за жал, се случува и во христијанските кругови, кога пастори или душеприжници или водачи на заедници или древни заедници го користат словото за својата ливка. Го користат словото за богатство, за да може да имат приватни авиони, за да може да извршват, не знам, некакви мисии, за да може да спият по хотели за една нощна бајка по 5-10 милиарди долари и така натаму. За жал го има тоа, кога луѓето користат словото за своје богатство.
и стануват покорни на сотвората, а не покорни на това, що Бог не го вели в Библията. Ти си Бог, човек си Бог. Трябва да си имаш богатство, трябва да си имаш палата, трябва да си бидеш обезбеден. Не личи Бог да биде в пустинята, да страда и да няма место, къде ще ти биде. Ама поклони се. Исус му вика, бегай от мене и поклонвай го се само на своя Бог. И го отведе до Йерусалим и го постави на стреята от храма, па му рече, ако си син Божи, хвърли се обута долу. Защо е напишем, на ангелите своите и заповеда за тебе да те зачува и на ръце да те взема, да не си я согнеш ногата своя на храма. Псалм 91, ще беше читан, 10, 11, 12 стих е това. Дяволът препознава Библията и го познава Словото много по-добро от нас. Но манипулира с тия стихове. Манипулира. Ти си Бог, айде сега, хвърли се, не трябва ти да одеш на кръста, не трябва ти да страдаш, не трябва луѓето да те мразат и да викат по тебе. Не можеш ти това да го поминеш. Хвърли се. Та висина, или който ще трябва на това место, дека ще е бил, изнесла скоро 140 метри. Сега некој да падне от 140 метри доле, нека стане, нищо не е да го стане. Луѓето знаат да си скршат рака или нога, ако паднат от 2-3 метра висина, а от 130 метра некој ако падне от 140 скоро не е доле, що може да стане? Ама ти си Бог, па нищо няма да ти се случи, ангелите не дойдат да те гледат, пак е одат спротивно от волята на Тафтото, ке се случи нещо чудно, луѓето ке видат, ке почнат да слават, я не Месията, и няма да има страдане. Спектакуларно нещо да се случи и убаво. Но Исус му говори, каже, не изкушувай до Господ своя Бог. Во повторениот закон, 6 глава, оттам е цитат. Не изкушувай до Господ твоят Бог. Не ги взимай стиховете от Библията надвор от контекст, за ти да имаш някаква своя придобивка. Во Марко 16 глава накрая, там него Исус ги изпрати неговите ученици да бъдат да проповедат, да крещават на целия свет. Дори не се вика дека ке пакети огромни змии и дека Исус верил и славови ги видат и нищо няма да им се случи на учениците, затоа што Бог ги се грижи за них. И знаеме дека по-късно, после Исусовото вознесение, кога апостолите бяха затварани, или по затвори на чуден начин, и вратите бяха отварани и бяха пущани от затвори, Бог се грижеше и ги користеше апостолите да правят чуда, за да го потвърдат, да я потвърдат Бога, да потвърдат дека Исус Христос е Месия, да потвърдат дека Той е жив Бог, да го дадат цето това и Бог на чуден начин ги употребваше ни. А сега, но не изкушувай го Господ твоя Бог. Некој ќе каже, имам аз вера, айде да те на колко си вера, качи се на кролото, хвърли се. Кой от нас ще се качи на кролото, на сградата и да се хвърли? Па да видя на колко е верен в Господ. Ќе се качи ли не? Никой не е. Ама веруваме. Лудост е това. Лудост. Или има луѓе кои што веруват буквално во тие стихови ке пакет от отровни змии, дека нема да им биде нищо, ќе се играт со змиите, па змијата ќе ја касне на некој и човекот ќе умре. И наместо да се свестат, наместо да им бъде паметот, ќе викат не е бил доволно верен. Не го изкушувай Господ твоят Бог. Не си играй со Божиот збор. Не го злоупотребвай Божиот збор. Не прави нещо за своя корист. Не го изкушувай Господ своят Бог. Ако Бог бара нещо от нас, то е да бидем послушни на това,
цяла Библия може да я сумираме до това. Послушност. Извършваме го това, що Бог ни повели преко Неговия Слово. Биди послушен на това, що Исус Христос го има направил. Биди уверен в силата на Светия Дух. Да, Бог може да те зачува. Бог може да те сопне, да прави ангели, да не се сопнеш много. Бог може да те извади от разни ситуации. Но ако това е за Негова слава, ако това е за Негова слава, ако е за твоя лудост и за твое докажуване и за твое или мое исто самопалба, резултатът не може да очекваме да е това. Не може да баваме и да очекваме да Исус Христос и го благослови грех. Или да се молим и да баваме нещо спротивно от това, що Бог ни окажува в Неговия Слово и да се лутиме на Него за това, що молиме и бараме нещо, що е грех и що не е послат с Неговата воля. Не може. Исус го користеше Словото да се отбрани. И откога дявол завърши с усите проби, които ги имаше, се отдаваше от него на някое време. В момента не пишува да ги ангели да бъде му служен после на Исус. Дека имаше и храна, дека беше победено дявол и дявол е победен и всеки път е победен от Христос. Но то, що ние можем да го научим е така. Изкушенията на влагите на християните. Не можем да кажем дека сме християни, а да нямаме борба по нас, за да се отръгнем от грехот, да се отръгнем от злото и да му бидеме послушни на Христос. Ако няма борба, има някакъв проблем. Ако не сакаме да му бидеме послушни на Христос, само постои някакъв проблем у нас, или не си християни, или ти са затворени очите и умът да не можеш да го слава всеки това. Но борбата е един от знаковете дека ние сакаме да му бъдем на Христос. Тежки моменти, изкушения и тестови ќе доаѓаат секој ден. И убаво е кога имаме тестови от Бог, от Христос, да изпита нашата вера. Дори кога резултатът не се чини на нас най-добър. Но ако можем да кажем, Господи, хвала ти за подредена ситуация, за това, че ти имаш научено да се надевам повече на тебе, хвала ти, Господи. Ако можем да кажем, не сакам да го правим злото, което други го правят злото, и няма да бидам дел от някоя група, която ще ги отлучи да оде да краде банкомати или не знам нещо друго, да оде до банки, или да оде на функцията да му направи нещо лошо, няма да бидам. Ще сакам да бидам послушен на Христовия Слово. Но може да се случи и да подпаднем под някои лоши спакувани убаво работят дяволът и да не бидем послушни на Божия Слово, после това да си имаме големи последици за това и да сгрешим. Но ще завършим своя стих. Първо Коринтяните 10 глава, 12-13 стих. Затова, кой мисли дека стои, нека гледа да не падне. Кой мисли дека е як во верата, нека пази да не падне. Затоа што дявол цело време си греба и цело време сака да ги тръгне луѓето от Христос. Сака да ги тръгне луѓето от Христос. Новата вест е дека не може. Христос вече го има дадена своята кръв за нас. Не може да не тръгне. Дявол не може да не тръгне от неговата любов. И вика, друго изкушение вас не ме захвати, освен човечеството. Но верен е Бог, кој нема да допушти да бидете изкушувани повеќе од силата ваша. Дори кога ќе дојдат тешки моменти, дори кога ќе дојдат
изкушения, дори кои ќе дојдат проблеми со кои ќе се соочуваме, а ќе ги има, верувајте на Божјиот збор. Нема да носите повеќе од колку што може да носите. Нема да Бог да ви даде повеќе од толку колку што е силата ваша. За некој може би силата е едно шишеце, за друг силата може да биде едно буре. Но ќе го носите товарот кој што Бог го има даден. А вика, заедно со искушението ќе ви даде и излез, за да може да издржи. Имаме убава вест, имаме обеќание, дека имаме и излез. Да може да се издржи сето тоа тешко, да може да се издржат и изкушенија и да можеме да бидеме сигурни во Божјата љубов. Да може да бидеме сигурни во неговото заедништво. Да може да бидеме сигурни во тоа што ни го дава. И најсигурното нешто е дека ќе бидеме, неговите луѓе ќе бидат со него во вечноста. Во рај, каде ќе го слават својот Створител и својот Бог. Апостолите мина низ тешки времиња, беа пуштени од затвор, но на крај пак некои беа и убиени, беа обезглавени, но ги чекаше венец на небото. Истото обеќање го имаме и ние, дека наградата наша е на небото во Исус Христос. Колку е да изгледа тешко, низ некои работи со кои што се соочуваме и поминуваме, Бог има излез за нив. Но само да бидеме фокусирани на Исус Христос, а не со свои сили да се молиме. Амин. Може да се помолиме. Господи Исусе Христе, благодарим за Твојата љубов, за Твојот збор, за Твојата милост, која што Ти ни искажуваш неизмерно секој ден. Да прославуваме за тоа кој што Ти си, жив свет Бог, кој што има создадено се, држи се во своите раце. Господи, да не познаваш добро и Ти се грижиш за нас секој ден. И ги даваш потребните работи кои што ни требат, не го одзимаш тоа што не ни треба и Ти благодарим. Ти благодарим за това. Да славаме Татко наш за тоа што Ти си и откупител наш, за тоа што беше на крстот за нашите гревови, за тоа што Ти плати казната која што ние заслужуваме да бидеме, да не бидеме во пеколото, да бидеме помирени со Тебе и да имаме вечен живот со Тебе. И фала Ти за таа љубов, фала Ти за таа милост која што ни искажуваш. Но, Господи, да Ти нас да изпитуваш нашата вера, да растеме по Тебе, да ни дадеш мудрост от Твојот збор, кој што ни е потребна, а ја даваш несебично, да можеме да одолееме на сите лоши работи и да се отргнеме од нив и да можеме, Господи, да Ти бидеме послушни на Тебе. Да можеме да Те следиме Тебе, Исусе Христе, да можеме да го извршуваме тоа што Ти го сакаш како Твојот свет збор. И Ти ни ги имаш дадено сите обеќања, дека ни ги имаш дадени потребните работи, ни го имаш дадено Твојот свети Дух, кој што е во Твоите деца и делува во Твоите деца. И употребени да бидеме Твои алатки, за да го наместваме Твоето Евангелие и меѓу другите луѓе и да живееме за Тебе, Христе. За Твоја слава, Татко наш, преку името на Исус Христос и по силата на Светиот Дух. Амин. Благодарам на Шедото Слово, кој беше изкажено. Гледаме дека секој дел од Библијата и секој мал делче е духовна храна за нас. И можеме многу да се научиме, многу да осознаеме и да биде корисно во нашиот живот. Нека Бог го благослови и
даде можност отново и отново да пак бидем заедно да послушаме Божието. Сега ще изпеем песен на брой 445. Кайке си ти во вечността. 445. Amen.
интернет и некои се малко лоши, затоа што преко него дознаваме и работа што може би не ги знаеме. Така да ова утро видов и дознав дека бихме денески има роден ден. Да ги честитаме дека Бог ќе води, чува благослово. Не се грди. Такви се интернет, може да се го знаеме, но нищо скришно. Нека Бог сите нас се води и преко ова недела да ни дава живот и здравие, да ни дава мир, радост, сили и да можем отново да дојдеме